над самиот избор на господинот Талат Джафери за председател на собрание, неделовнички, неуставно, прашање и дали имаше 61 пратеник кои гласаше за него, но тоа не е ни важно во случајот сега, за нив нормално. Тоа ништо не е важно, важно е дека народот внатре влегол да тепа некого, односно да убива некого. СДСМ ги започна првите неколку дена од својата работа. Ваша оценка за составот на новата влада? Мојот став е дека таа влада многу нема што да направи. Но, нели, се повлекувам, во истиот момент се надевам дека ќе направи, но исто така и ќе ми даде можност да можам да критикувам се она што нема да го направат. Ќе менувале суди, ќе направеле нов правосуден систем, ќе направеле се она што нели е веќе направено во Република Македонија. Значи секој оној судија, секој она институција која не е по нивни терк, тие сакаат да ја уништат и да ја доведат во ситуација кога ја ги однова да прават. Мислам дека економските мерки, скоро да нема ништо за економски мерки, тоа е повеќе така нафрлено внатре. Па имавме прилика на неколку телевизии, на една телевизија, мислам да го слушнеме и господинот Трајко Славевски, која опиша нивната економска програма како погубна, како програма која не може никако да се оствари. За таа цел, јас неколку пати веќе имам изјавувано, изборувано на телевизија, тие ниеднаш не најдоа за сходно ниеден стопанственик да поканат на ниедна од нивните телевизии, за да може тој стопанственик или оној кој вработува луѓе или оној кој е директно врзан со покачувањето на платите на вработените внатре, да може јавно да го изрази своето знаење, односно својот став, дали тоа е изводливо или не е изводливо. И ако е изводливо, како и на кој начин, а ако не е изводливо, исто како и зошто не е изводливо. Оти тие се толку спремни секоја шанса да ја искористат за популизам, нели, за да можат да го замајуваат народот, ама овде кај што се слаби, тоа не го користат. Ќе бидеме живи, ќе дочекаме еве до првите 100 дена од владата да видиме што тие ќе направат. Мислам дека повеќе ќе се занимаваат со ВМРО ДПМН како партија. Мислам дека повеќе ќе бараат оправдување затоа што во касата нема пари или ВМРО ДПМН е направила криминал или ВМРО ДПМН поединечни неизини раководители и така натаму и така направиле не знам што. Сигурно ќе се уште ќе излезат и пријави од или некакви случаи од СЈО за да можат да ја заскријат својата немоќ, своето незнаење и својата лажна програма која ја презентираа пред своите граѓани на Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство останува активно до крајот на месецов. Кои се вашите очекувања? Тие се стационираа само на една политичка партија. Односно се стационираа само против ВМРО ДПМН и против неизините раководни лица или низниот раководен кадар. Значи, оцрнување до максимум. Само погледнете ги нивните настапи. Се појавуваат на телевизија трите дани и кажуваат обвинувања без да се има конкретни докази за тоа. При тоа го оцрнуваат или авторитетот му го рушат на секој оној кој е спомнат во нивните обвинувања. Пред да се докаже виновноста, нели, има презумпција на невиност. Тоа е исто така казниво со закон. Меѓу другото, како може обвинителството со таков транспарентен начин или на соопштување на обвиненија да биде обвинителство, ако не само испоставена една политичка партија која има за цел замајување на граѓаните за сметка нели на нивните. Министерот за надворешни работи Никола Димитров пред неколку дена посочи дека Македонија е жедна за правда. Ваш коментар во врска со ова? Веднаш да отиде во основното јавно обвинителство и да го побара предметот за подкуп и да го осудат нивниот мандатар во истиот момент. Тогаш ќе му верувам дека е жеден за правда. За кошмарот на Република Македонија на тој господин Никола Димитров ќе му кажете дека тој многу добро го знае кошмарот уште од амбасадорското место во Њујорк и за преговорите кои ги водеше цело време. Значи со медијаторот Метју Нимиц и така натаму. Тој нигдека јавно не спомна, откако се доби случајот во Хака и беше присутен таму цело време, дека Македонија е во право и дека ова Грција што ни го прави не е добро. Никаде јавно. И сега тој истиот човек зборува за кошмар, изборува за правда, изборува за Европа.